Здраво, здраво и добре дојдовте во уште едно YouTube видео. Денес ќе зборувам на тема која што ми ја побаравте на Instagram. Има многу видеа кои што ги баравте, но полека ќе се вратам во рутина и во нормала и ќе ви снимам за се. Денес ќе зборувам за тоа како јас го исцелив мениерот, мениерова болест и како најдов начин да не користам терапија, да не пијам лекови и да не бидам под стрес од самата болест. Кај мене болеста се има појавено најверојатно од претходната година, од април, и до сега не беше со толку голем интензитет, доаѓаше и си одеше повремено, мислам самата природа на таа болест е таква. Денес нема да зборувам за исцелување само на мениерот како болест, туку ќе зборувам и за повеќе за енергија, за чакри и за тоа како ние сите сме способни во нашето тело да се исцелиме и дека не секогаш ни е потребна дополнителна помош. Но тоа не значи дека кога е потребно нема да одам на доктор и тоа не значи дека кога е потребно нема да користам терапија. Само овој пат успеав да ја балансирам мојата болест без терапија. Самата природа на оваа мениерова болест е таква да доаѓа и си оди и се добиваат како напади на вртоглавица, на мачнина, на повраќање, зависи кај кого до каков степен е. Кај мене беше со се, со сите можни симптоми и беше доста интензивна. Кога се појави за прв пат лани во април, не ни знаев дека е тоа мениерова болест. Тогаш кратко траеше, можеби околу еден месец. Потоа ми се врати пак во јуни и секогаш ми се врати пак во октомври, крајот на октомври, претходната година. И секогаш доаѓа во време кога јас имам поголеми хормонални промени, како престанок на доење или бременост, или кога нешто се случува во април, почнав со вегетаријанска исхрана во април. Јас со исхраната почнав крајот на февруари или почеткот на март, но кога телото веќе види дека нема месо и повеќе претежно и постев доста веганска исхрана, тоа беше една поголема промена која што ја направив. Тогаш почнав да добивам напади и мислев дека е поради долгото доење и дека ми има паднато железото, затоа што ми нема потврдено докторите дека имам нешто дополнително, нити се потрудија да истражуваат, затоа што како вртоглавици нешто нормално, кај некој што дои 2 и кусур години. Потоа кога престанав со доење, во јуни, почна и вртоглавици, и повраќање, и мачнини. Но исто мислев дека е поради престанокот на доењето. И во крај на октомври, ноември веќе беше доста засилено, вртоглавици секојдневно, многу интензивни вртоглавици, не можев да станам од кревет, буквално само лежев и на секое станување јас имав вртоглавица и не можев да стојам повеќе од 15 минути на нозе, не можев ни да одам, ниту да пешачам, ни ништо. И со текот на времето беше толку интензивно што јас имав потреба и до тоалет да одам со помош. Не можев сама да се движам воопшто, нон-стоп имав вртоглавици, нон-стоп имав мачнини, но на почетокот тоа го сведуваа како симптом на бременост. Кога сватија дека нешто толку интензивно и толку долго што трае не може да е од бременоста, тогаш почнаа да ме испитуваат и специјалистот кажа дека имам мениерова болест и да подобро би ми било да не читам многу, затоа што можам да се исплашам, а стресот и те како е тригер за самата болест. Ми испечатија 2 листа, ми ја кажаа диагнозата, ми ја кажаа прогнозата. Тоа што се очекуваше дека за болеста нема лек, мислам самата болест нема лек, не постои некој универзален лек што се дава за болеста
и дека додека да се породам не можат ништо да направат да ми помогнат и дека не смеат да ми дадат ниту терапија сега додека сум бремена. Ќе чекаат да се породам и дека тогаш ќе правиме магнетни резонанци, снимки и ќе добијам терапија, а додека да се породам ќе имам следење и контроли на секои 2 месеци, затоа што може да биде прогресивна болеста и да се зголемуваат симптомите. На докторот тоа што ми го кажа е дека добро, морам да сум под надзор, мора да ме следат, да не се заморувам многу, полека, да одмарам, да не правам многу работи, да не вежбам интензивно, колку што може помирно, посмирено и тоа е тоа. Прашав тогаш дали смеам барем пилатес да вежбам, кажа пробај. Види како ќе биде. Добро, на листовите кои што ми ги испечатија да отприлика видам што е болеста и како е болеста, ми дадоа да си прочитам сама, за да не гуглам по интернет, да не дојдам до некои непотребни податоци и лажни. Пишуваше дека самата болест влијае многу на квалитетот на живот, не е ништо страшно, не е животозагрозувачка, но влијае многу на квалитетот на живот. Односно, тие напади на вртоглавица ти прават постојан стрес и страв дека не можеш да отидеш било каде, не можеш многу сама да се движиш, во смисла ќе добиеш напад и ќе ти биде лошо, нема да ти биде добро. Секако сега бременоста беше еден доста голем тригер и сите хормони, така да не ни очекуваат дека нешто подобро може да се случи додека да се породам. Но имаше едно нешто кое што кажуваше дека нападите не знаеш кога ќе дојдат, што ќе се случи, како ќе се случи, некогаш се интензивни, траат, некогаш не траат, зависи од личност до личност. И она што го пишуваше и на мене што никако не ми се допадна е дека оваа болест нема лек. Ако ја добиеш еднаш, тоа е тоа, ќе си ја имаш. И нешто друго што исто така не ми се допаѓаше, болеста го нарушува квалитетот на живот. Добро, имам диагноза, имам некоја болест, окей, прво не го сватив ни потресно ни ништо, се смеев кога им кажував и на моите. Не сум во баланс, не ми е балансирана состојбата, ми се губи рамнотежата и намален слух, тоа се исто така дел од симптомите на болеста. И она што исто така не ми се допаѓаше е дека болеста може да се подобри со подобрување на квалитетот на живот, ама самата болест го нарушува квалитетот на живот, односно те ограничува да не вежбаш интензивно, да не вежбаш хит тренинзи, да внимаваш, да не се преморуваш, не знам што, не знам како. Тоа што јас го разбрав, односно што ми се допаѓаше си разбрав, е дека ако јас живеам квалитетно и ако јас живеам во склад и баланс, тогаш болеста нема да има такво лошо влијание врз мене. И за мене беше важно дека на 29 години јас не прифаќам да имам толку ограничувачка болест што ќе ме контролира, да не вежбам, да не се движам премногу, да не се заморувам премногу, да не одам на пешачење сама или планинарење или било што, и дека ќе бидам ограничена од тие напади на вртоглавица. Дали јас вежбала или лежала во кревет, ако дојде напад, ќе дојде. Така да не ми менува во каква состојба ќе дојде. Дали јас сум отишла на пешачење или ќе се затворам дома, исто така, напади ќе доаѓаат и ќе си одат и тоа е тоа. И она што сакав јас да го направам за себе и со се што го учам како терапевт по емоционална и енергетска трансформација е дека всушност се зависи од мојата енергија и од емоциите. Ако јас сум била меч, односно сум одговарала на таа болест да дојде кај мене, мојата енергија во тој момент била таква што одговарала. Јас не бев во баланс, односно не бев во рамнотежа со одлуките и постапките што ги носев во животот, па затоа и толку интензивно ми се одрази болеста. И она што за мене беше клучно е дека јас одлучив да си ја слушам мојата интуиција. Јас како терапевт по емоционална и енергетска трансформација, рейки практичар,
Акаша консултант со цело знаење одлучив дека овој пат јас ќе постапам според тоа како чувствувам. А јас чувствував дека оваа болест не ми е дадена случајно, не ми е дојдена случајно и за се во животот верувам дека Бог ни го испраќа со причина, има причина зошто ни е тука, па така и таа болест има зошто дошла, нешто сака да ми каже, нешто сака да ми покаже. Ајде да си ја научам лекцијата. И кога си го врати времето во кој период стана толку интензивна болеста, беше во период кога јас буквално се вадев од рамнотежа и од баланс да постигнам повеќе, да успеам повеќе, да напредувам повеќе и се префорсирав на сите можни полиња во животот и не обрнував внимание на тоа колку сум јас преморена, колку тоа ми влијае психички и енергетски и колку ги трошам повеќе моите капацитети од нивната можност. Кога немаме баланс во животот, кога немаме склад со себе, тогаш тоа се одразува и ако не ги слушаме сигналите на телото како премор, измореност, исцрпеност, фрустрираност, тогаш ќе дојде како болест. И тоа е за се, тоа не е само за оваа болест. Затоа кажав дека ова видео ќе биде и за се. Затоа што кога ние на некој начин го игнорираме телото и она што ни го зборува телото, ја игнорираме енергијата и она што ни го зборува енергијата, ги игнорираме нашите емоции, кои што се јазикот на душата. Значи, овде зборувам од едно повисоко ниво. Не зборувам од ниво на ние сме само тело, физичко тело, и ние она што можеме да го направиме за нашето физичко тело е да земеме антибиотици, да земеме лекови и да се лечиме. Толку затоа што имаме болест во нашето физичко тело и ни треба нешто физички да ни исцели. Не, затоа што ние сме енергија. Имаме душа, имаме дел од нас со кој што сме поврзани. Ние не сме само физичко тело. Ако не сум само физичко тело, тогаш ајде да видам од кое ниво доаѓа ова болест и како од другите ниво, од ниво на душа, од ниво на енергија и емоција, мене ова ме учи, која порака ми ја праќа. Затоа што пред да се стимне болеста во нашето физичко тело, прво постои на енергетско ниво, односно во нашето енергетско тело. Тогаш, ајде да видам како моето енергетско ниво било меч за таа болест. Така што јас бев надвор од баланс. Кога си правев реики, моите чакри не беа во баланс. Кога чакрите не се во баланс, немаме слободен проток на енергија. Ако немам слободен проток на енергија, тоа значи народски кажано дека ми се врзува чвор некаде во телото, имам блокада на некоја чакра и таму повеќе не тече енергија. Ако не тече енергија, тоа најчесто, доколку не си исцели, се развива во физички симптом или како што ние знаеме да кажеме болест. Она што го направив е почнав со реики сеанси редовно, секојдневно. Пробав да видам зошто ми се блокирани чакрите, која е причината за да дојдам до блокада на чакрите и зошто толку долго го игнорирав тоа дека јас се вадам од баланс, од рамнотежа, психички, енергетски, емоционално, затоа што мојата амбиција беше таа која што ме водеше. Во тој период детето ми тргна во градинка и јас мислев дека вау, колку сега повеќе ќе можам да постигнам, колку повеќе простор ми се отвори, повеќе време слободно. Сега ќе имам време за клиенти, за бизнисот, за програми, за вежбање. И сето тоа доведе до премор и многу планови и кроење планови, што обично не го правам, затоа што сум терапевт по емоционална и енергетска трансформација. Многу ми се јасни тие работи, дека не со премореност не се постигнува повеќе, со повеќе не се постигнува повеќе и многу ми е јасно дека енергијата ми зборува, но во тој период навистина ми се отвори слободен простор и сакав повеќе и повеќе да постигнам и почнав да кројам планови за иднината, што во следните месеци, како во следните месеци, за семејството, за домот, за себе, за бизнисот. И некако чувствував дека сум преморена, чувствував дека се прегорувам, ама мислев дека ова ми е шанса. Сега е моето време кога јас можам да постигнам повеќе. До сега со детето дома, моето време беше ограничено на саат до 2 дневно, ако го земе некој да го причува дали баба, дедо со
татко му или да ми се отвори простор да можам да работам со клиенти. Плюс, како жена, нормално дека сакам да се грижам и за себе и да имам време за медитација, да имам време за вежбање, да имам време да се посветам и на себе. И од сите тие работи кои што да кажеме ги наметнува модерното време, дека една жена треба да биде, да кажеме, сеопфатна и да опфаќа повеќе работи во животот, не само да бидеш мајка, не само да бидеш домаќинка, не само да имаш кариера, туку од се по нешто, да негуваме. Јас дефинитивно се сложувам дека едно нешто не е доволно за да се чувствуваме задоволни. Сакам да сум присутна на секое поле во мојот живот и во партнерството, во бракот со детето, да бидам добра мајка, во мајчинството да се трудам колку што можам повеќе да се едуцирам за растот, развојот на детето, да се едуцирам за мојот личен раст и развој, за тоа како да го правам ова што го правам, да ја водам мојата мисија, која што е да ги освестувам и другите жени, како што јас се освестив и ја сватив мојата мисија и цел во животот, ја променив кариерата. И сето тоа на едно ниво дава задоволство, но на едно ниво знае да биде оптеретување. Кога немаш контакт со сам себе. Ако јас имав доволно контакт со сама себе и го почитував моето тело и знаците што ми ги даваш и ја почитував мојата енергија и капацитетите на енергија кои што ги имав, тогаш јас немаше да продолжам да бидам во точка на прегорување. Ќе почувствував и ќе престанев. Ама јас што направив кога почувствував дека мојата енергија премногу се троши, дека премногу се давам во се, јас не престанав. Туку продолжив уште и уште. И затоа моите чакри беа блокирани, затоа јас бев надвор од баланс, надвор од равнотежа во животот и болеста. Менеерова болест, нарушен баланс, со вратоглавици и немање равнотежа беше совршен опис за она што јас енергетски го правев. За она што јас енергетски го дозволував да ми се случи. Се исцрпував и се вадев од равнотежа. Така да, многу ми беше јасно зошто таа болест ми дошла, како ми дошла, која порака ми ја носи. И кога тргнав прв чекор од тоа енергетско ниво, добро, ја знам причината, знам зошто ми дошла, значи го знам изворот од каде доаѓа болеста, ајде сега да видам што можам да направам право енергетски да се балансирам, а второ, да превземам физички акции кои што ќе ми помогнат во исцелување. Енергетски се балансирав со реики сеанси, балансирање на чакрите и акаша, и она што го правев е свесно и намерно успорување на моите акции во текот на денот. Ако требаше да завршам 5 обврски, ќе скратев на 3, за да не се прегорувам и да не се доведувам до точка на претрошеност, затоа што причината поради која се разболев беше поминување на границата и капацитетите на енергија со кои што располагав. Свесно и намерно успорување. И многу тешка лекција ми е. Тоа балансот ми е многу тешка лекција, морам да признаам, ама со отворено срце и со свесност мислам дека се може да се реши. Особено затоа што бев решена дека нема да ја живеам таа Мениерова болест и да бидам под стрес, дека нонстоп ќе имам напади. Не го сакав тоа. И така, во јануари, кога докторот ми кажа дека мораме на 2 месеци да ме следат, мора да одам постојано на доктор, мора да бидам со предпазлива, внимателна, дека напад може да дојде било кога, било каде, и што ако сум јас со детето и добијам напад, то никако не го сакав, не го прифаќав едноставно. Си почнав со реики, си почнав со акаша читање, си правев сеанси и чекор по чекор се урамнотежував енергетски. Од физички акции тоа што го направив беше да почнам да вежбам. Иако на почетокот ми беше многу лошо кога вежбав, не можев да вртам главата десно и лево, затоа што има вратоглавици од тоа.
Сепак, успорено, бавно, почнав да вежбам. Бев свесна дека квалитетот на живот кој што го имам влијае на тоа колку болеста ќе влијае врз мене. Така да јас ќе си го приуштам најдобриот квалитет на живот што знам дека можам да си го дозволам. А тоа е редовно пиење вода, пешачење колку што можам, вежбање колку што можам по 25 минутки дневно, колку што можам поуспорени акциски движења во текот на денот, да не се преморувам, баланс во текот на денот, реики и акаша, енергетска работа и слушање на она што е контакт со себе. Интуиција. И кога сето тоа, чекор по чекор го воведов, јас имав преглед во март, докторот кажа, не знам што се случило, ама болеста ја нема. Ја нема. Медитирав исто така секојдневно, тоа не го кажав затоа што ми секојдневие не го правев ради болеста. Дневник на благодарности, изразував благодарности за тоа што сум исцелена и сум здрава. Иако не бев, не знаев дека сум. И кога отидов, докторот кажа, ја нема болеста. Плюс, слухот ти е вратен. Сега слушаш добро, се е регуларно, се е добро, се е средено, болеста ја нема. Не значи дека нема да ти се врати, затоа што таква е природата на болеста, но сега ја нема. Едно е тоа што го кажа докторот, а друго е тоа што до крајот на декември јас бев во кревет и не можев сама да се движам. Плюс ме хоспитализираа нон-стоп затоа што бев во тешка состојба. Болеста беше кај мене и со мачење и повраќање и се, плюс самата бременост исцрпуваше дополнително. Од тоа ниво, јас доаѓам до ниво да во март, кога бев на преглед, јас веќе вежбав 3 пати или 4 пати пилатес, пешачев и по 1 саат не кратко пешачење, се чувствував секако енергетски добро и здраво. Слухот ми се врати и се беше во нормала и сите прегледи за следниот период, кои што докторот кажа дека треба да ги имам, ми ги откажаа. Затоа што немаше потреба да се следи болеста, затоа што болеста во моментот ја нема. Затоа што во моментот ја нема. Јас, кога веќе еднаш сум ја добила, не е нешто што го, според докторите, не е нешто што се исцелува, може да се врати и си оди и се враќа, но сега нема никаков симптом, нема никаков доказ дека таа болест постоела кај мене. Дали ова може да ти помогне тебе, ако ја имаш Мениерова болест? Добив еден куп пораки на Инстаграм и тоа со 2 пати, 3 пати прашање, ама уште еднаш ќе те прашам, дали пиеше терапија, која терапија користеше, не пиев терапија, не користев терапија, немав никакви лекови, затоа што поради бременоста не смееја да ми дават. Она што го правев се е енергетска работа, свесно успорување, затоа што кај мене беше причината нарушен енергетски баланс. Може кај некој друг да биде друга, а каша мене и реики ми ги дадува причините зошто мојата болест се случува. Кај тебе може да е причината некоја друга. Може би немаш баланс во партнерски односи. Може би немаш баланс во односите со другите. Може би во родителството одиш горе-долу. Или си многу добра, или многу викаш. Твојот баланс, што е нарушен со Мениерот, може да влече друга причина. Мене ова ми помогна. Ова е моје лично искуство. Јас не сум доктор. Јас немам наука позади тоа како се исцелува Мениерова болест. Јас го кажувам моето лично искуство и она што мене ми помогна. Со акаша читање ние доаѓаме до изворот на болеста, до било која болест. Дали е тоа проблем со кичма, здравствен проблем што се повторува со години, дали е тоа било која болест. Ми доаѓаат клиенти со различни болести, со различни ограничувања. И битно е дека изворот на проблемот лежи подалеку од тоа што вие сметате. И најчесто клиентите сметаат дека е решение. Не значи дека ти сега треба да престанеш да пиеш терапија и да правиш нешто друго. Само сакав да споделам како јас го решив мојот проблем
и како мене ми помогна пак енергијата Реики и Акаша и како јас верувам дека постои нешто повеќе од она што го гледаме, односно не сме само во ова физичко тело, туку сме и душа, ние сме и енергија. И јас тргнав како некој кој што го изучува се тоа веќе долго, тргнав од таа појдовна точка. Секако и со физички акции, многу квалитетна храна, се фокусирав строго да јадам квалитетна храна, здрава храна, балансирана храна, да вежбам барем 3-4 пати и додадов и интензивни хит тренинзи што ми кажаа дека не треба да ги вежбам и јас ги вежбам и немам вртоглавици и се е супер и се е добро и јас си го вратив мојот нормален начин на живот. Иако сум бремена, иако бременоста е многу голем тригер за таа болест, сепак успеав во овој период со многу хормони да ја тргнам настрана од мене. И многу сум среќна и благодарна за тоа, затоа што се оно што го зборувам и што ве учам вас и што го споделувам, всушност го живеам. Ке беше лажно јас да користев терапии и лекови, а да не се потрудев енергетски да се исцелам онака како што ве учам и вас. Ајде прво да ја видиме енергетската причина за болест. Секогаш кој ќе ми дојде клиент со некоја болест, секогаш кажувам ајде да ја видиме енергетската причина за болеста. Зошто се појавила болеста, зошто изворот на болеста е меч со тебе. Така да, она што го зборувам, она и го живеам, она го применувам со себе, го применувам и со моето дете, кога е настинато или болно, хомеопатија, ароматерапија, односно етерични масла и реики. Тоа е она што го применувам и за моето семејство и за себе, и она што ве учам и вас, и она што го пренесувам на вас, и тоа е мојата една мисија и една порака која што ја носам, дека треба малку пошироко да гледаме, односно да дозволиме повеќе да чувствуваме. А ако сме во контакт со себе и ги чувствуваме своите емоции, ја слушаме пораката која што ја носат, тогаш многу полесно е да знаеме во која насока да одиме во животот. Доколку имаш потреба од помош, доколку имаш потреба од дополнителни насоки, слободно можеш да ме контактираш на Инстаграм, дали за оваа болест или за некоја друга. Секогаш клиентите доаѓаат со прашање зошто мене ми се случува ова, а моето прашање е што те учи ова. И верувам во Бог, верувам дека се случува за наше најголемо добро. Знам дека има причина зашто го поминав тој период, знам дека има причина за се што се случи во тој период, додека бев болна, и верувам дека е за моje најголемо добро. Ти посакувам да си имаш мирен и убав ден и секако сум тука доколку ти се потребни реики или акаша или само еден совет.